Почитувани гледачи на Македонска телевизија, добро вечер, сум Југослав Костовски, ве поздравувам од арената Тодор Проевски во Скопје. Убава пауза од она што не очекува во пресрет на Европскиот фудбалски шампионат, финалето меѓу Шпанија и Англија. Еве ќе ја пополниме со фудбал од европските купови, конкретно од УЕФА конференциската лига, дуелот меѓу Тиквеш и исландскиот представник Брейдаблик. Тиквеш, знаете, направи историја, тргна по нова токму од ова место од арената Тодор Проевски, кога на 22 мај ја совлада екипата на Воска во финалето на купот со 2:1 и еве ги повторно на истото место, на истиот терен на фудбалската арена во Скопје. Тодор Проевски сега во потрага, во лов по нова историја, по прв бод, можеби и 3 победа, триумф, што секако дека ќе ги изголеми оние историски моменти за овој фудбалски клуб, кој што во 14-тата прволигачка сезона од осамостојувањето на нашата држава успеа да го обезбеди највисокиот пласман, највисокото место, четвртото, а судбината сакаше во истата таа сезона и да дојде до историскиот прв трофеј во независна Македонија. Тоа е трофеот од купот кој има возможност да ја продолжат историјата на европската сцена за прв пат, значи, во нивната долгогодична историја. Малку публика на градскиот стадион во овие екстремни, пеколни, пустински, да наречам, услови го очекуваат почетокот на надпреварот меѓу нашиот представник и екипата на Брейдаблик. Се работи за состав од Исланд, кој што е и тоа како поискусен, затоа што реков дебитантски прв надпревар во Европа за кавадарчани. За исландјаните тоа ќе биде 44-то излегување на европската сцена. Го видовте, го гледате поточно главниот арбитар на овој надпревар, тоа е луксембуржанецот Джереми Милер, ќе му помагаат неговите сонародници Јаник Мерици, Том Хансен, четврти судија исто така од Луксембург Рикардо Мораиш, со двајцата капитени, Вареловски од десната страна и Гун Лауксон од левата во црн дрес, играчот на Брейдаблик. Еве го изборот на Ѓорѓи Мојсов за првиот историски настан, овие историски 11 мина ќе бидат запишани во историјата на овој фудбалски клуб. Тасев е на голот, едно од неколкуте заселувања. Вареловски, Мојсов, Стојменовски и Маневски со во дефанзивниот квартет. Тодоров и Робертињо пред нив, Стојанов, Стојковски и Спакиу во средниот ред, офанзивен зад Ѓорѓиев, единствениот шпиц во нападот на кавадарчани. Тоа е исто еден од новите играчи, нешто подоцна ќе се запознаеме со нив. На спротивната страна Халдор Арнасон оди со овие 11 мина. Антон Ајнарсон е на голот, Гунлауксон, Муминовиќ, Маргирсон и Јауман се дефензивниот квартет. Виктор Ејнарсон, Сигур Јонсон и Јонсон во тројката во средниот ред. 4-3-3 формација, тројцата напаѓачи се Кристинсон, Торвалдсон и Бјарнасон. Го видовте за момент на голот на кавадарчани. Младиот 20 годишниот Стефан Тасев, момче од школата на Вардар, беше и во прволигачката конкуренција во Македонија. Ѓорче Петров не доби шанси, еве го сега е прв голман на Тиквеш и дебитира и тој во европските купови на клубски план, се разбира. Веќе ви соопштив црвено-бела комбинација, нашиот состав, нашијата екипа, која што беше четврто пласирана во изминатото првенство во она елитна фудбалска дивизија, што се однесува до Брейдаблик. Таму во пол неке првенството се одиграни се 14 рунди. Екипата на Брейдаблик се наоѓа на третата позиција, инаку за нашите љубители на фудбалот позната по двете победи од 1:0 против Струга Тривљу минатата сезона, исто така во овој ранг, или ако сакате во третата европска фудбалска конкуренција. Многу убаво таму затвори сега Робертињо, оној кој што му асистираше на Ѓорѓиев во на шанса пред малку бразилскиот интернационалец, кој играше и во претходната сезона за кавадарчани. Еден од неколкото јужноамериканци во тој состав, го нема Силва. И еве сега првата своја шанса ја користат гостите.
првата своја шанса, гледате, прецизни и веднаш погодува Виктор Ейнарсон. Мислам дека е тоа фудбалерот со број 8, едно невнимание во одбраната на Кавадарчани. Многу празен простор таму и му создаде тоа шанса која што едноставно не можеше да не погоди. Ево го погодокот на Виктор Ейнарсон. Екс-фудбалерот на Победа, на Борец и на Работнички. И сега одземаат топка вредниот Сигур Јонсон, повторно формира добра акција, голема шанса сега и погодува од тешка позиција Кристенсен. Немилосрдни, сурово казнуваат исланѓаните, гледате. Тоа е фудбал. Втор удар, втор гол. Овде за малку успеа да се излече од офсайд позиција и Кристенсон погодува. Кристенсон е го првиот негов погодок оваа сезона во УЕФА конференциската лига, инаку во исландската елитна дивизија на 7 надпревари имаше постигнато еден гол, има постигнато еден гол овој фудбалер. Еве го сега успешно погодува. Сега Маневски. Успеа некако да мине оваа топка, да дојде до Де Соуза. Оди напред Де Соуза. Убаво за Спахиу. Еве добра топка Стојковски, голема шанса за Тиквеш. Стојковски 2-1. Каков прекрасен погодок. Убаво е црпна оваа топка Стојковски, многу прецизно во манир на одличен врвен стрелец и еве го сега Тиквеш се враќа во игра, а има да се игра уште 15-тина, ако не и повеќе минути. Убав, прекрасен погодок, добра акција, убаво асистенција на Спахиу и прекрасен погодок на Кристијан Стојковски. Ке видите оваа ситуација уште еднаш. Спахиу едно убаво прецизно додавање, задости таму Уминовиќ и погледнете го сега овој потек на Стојковски. Измамен голманот Антон Ейнарсон и Тиквеш намалува на 2-1. Сега ќе биде интересно, сега е потребна подршка и од публиката, комплетно, не само лозарите, навивачката група на Кавадарчани. Добар удар на Стојанов! 2-2! Каков прекрасен погодок, какво деби на Стојанов на европската сцена. Се запишува тој Кристијан Стојковски во историјата на фудбалскиот клуб. Тоа се првите 2 гола на европска фудбалска сцена. Ова е вториот, како јаготка на шлагот, прекрасен погодок. Успеа онака точно да ја погоди оваа топка која што едноставно бегаше од Антон Ейнарсон. Погледнете го овој прекрасен погодок на Стојанов. 2-2. Може ли Тиквеш до комплетен пресмрт? Каков удар. Немакен Ейнарсон и Стојанов. Стигнува таму да дојде до оваа топка, убава таму Стојковски, оди во контранапад, сега убава шанса Де Соуза, 3-2! Каков пресмрт на Полар Проески арената во Скопје. Уште еден дебитантски погодок. Ова е тројката на Кавадарчани. Де Соуза. Еве бразилската врска во Тиквеш. 3 гола, 3-2, каков пресмрт. Па кој го очекуваш ова? Иако, ке споменам, рекоме на почетокот, Тиквеш имаше 2 убави шанси и кој знае како ќе се одвиваа натаму работите ако Стојковски погодеше во 8-та, односно Ѓорѓе во 11-та на мит. Погледнете каков атрактивен потек ја нагази оваа топка, онака како во футсал
бразилецот, меѓутоа тој има во крвта на бразилците и погледнете, ја смести топката во малата мрежичка, апсолутно немакен Антон Ейнарсон, кавадарчани прават неверојатен пресврт. И веќе се игра 30 секунди над овие 5 минути. Бjarnason, последна акција, сигурно Јоханесен стигнували, успева сепак стрекно да стигне центар шут. Јоханесен оди, Тасев, одлична интервенција. Тасев сигурен, добро ја следеше оваа акција и сега добива честитки таму од Даниел Мојсов и тоа би требало да биде тоа. Крај. Какво деби на тиквеш на европската сцена. Со пресврт 3-2 победа против многу поискусниот Брејдаблик во првата рунда од квалификациите во УЕФА конференциската лига. Прекрасно второ полувреме на кавадарчани кои што наплатија за се она што промашија во првиот дел Стојковски, Ѓорѓиев и Спахију. Гостите имаа сигурно водство во првото полувреме со головите на Виктор Ейнарсон во 13-тата и на Кристинсон во 30-тата. Во второто полувреме неверојатен пресврт, освежување во составот со бразилски шмек. Стојковски погоди во 74-та минута прекрасно, па потоа Стојанов се надоврза со еден феноменален удар од слободен удар во 80-та минута за 2-2 и победата ја донесе бразилецот Де Соуза во 83-та минута. Изворедни 3-2 за кавадарчани, деби со триумф историски на европската сцена за нашиот состав.